Здраво, јас сум Моника Ангеловска-Дичовска, поранешна ученичка во Општинското основно училиште Елпида Караманди, Битола. Со особено задоволство се навреќам во ова училиште секогаш и буди прекрасни спомени во мене, затоа што во ова училиште, токму во ова место кое што за мене не представува само обична зграда, туку место каде што започнаа моите соништа. И тоа не беа само првите чекори на учењето, туку беа и првите чекори кога јас веќе почнав да верувам во себе. Со огромна благодарност се сеќавам посебно на мојата наставничка од прво до четврто оделение, почитуваната Марија Свидерска, која што се обидуваше во секое дете да го најде најдоброто во него и во суштина не научи дека треба да веруваме дека сите поседуваме вредност и потенцијал. Кога ќе го видам училиштето, секогаш ми буди возбуда и добри сеќавања оние подготовки кои што ги имавме за патрониот празник, денови исполнети со смеја, со заедништво, тимска работа со моите соученици. Понатаму, во тој период кога јас веќе бев тука ученик, почнуваа првите чекори во информатиката, компјутерите, секцијата која што ја посетував за информатика, ракометот, каратето и така натаму, сите овие дисциплини не учеа на упорност, на истрајност, на дисциплина и слично. Исто така посебна возбуда, насмевка буди во мене кога ќе помислам на оние денови како ние носевме униформи, тогашни кецели, како носевме топлинки кога влегувавме во училиштето и требаше да ги облечиме нашите топлинки, па тоа како бевме млади горди пионери. Сето тоа ми кажува на едно време што беше едноставно и безгрижно детство. Денес работам како професор, редовен професор на економскиот факултет во Прилеп од областа на менеджментот и бизнисот и сите тие чекори можам и тврдам дека почнаа од тука, од наставниците кои што ни ја дадоа вербата во себе, ни ги дадоа препораките за да чекориме напред. Кога ќе го погледнам училиштето, секој делче, секој агол за мене буди посебна приказна, и би сакала и да препорачам и на учениците кои што се тука да веруваат во себе, да сонуваат храбро и да чекорат напред и да ги слушаат препораките од своите наставници. Благодарна сум на сите наставници кои што беа дел од моето образование и кои што направија она што денес сум јас. Посакувам уште многу успешни години, уште многу патронати на ова училиште. Од моето основно образование, што се случуваше во минатиот век, каде што имаше многу труд, трудолюбивост, вредност, послушност, секции најразлични, надпревари, менторства, менторирање и ноти прекрасни партитури на мандолинскиот оркестар, до сегашното, кое што се случува во сосема различен контекст. Значи има дигитализација, бирократизација, партизација, многу тешки и комплексни појави во кои што вложените професори и учениците имаат нерамна борба. И тогаш и сега децата порачуваат слушнете не пред да пораснеме, бидејќи синергијата на професорот и ученикот си го покажува својот природен пат, си го пронаоѓа, само треба да се слушнеме длабоко во себе и да го објасниме патот по кој што одиме за себе и за нашите ученици. Благодарам на поканата, честитам на годишнината и посакувам успех на овој прекрасен колектив на Основното училиште Елпида Караманди и неговите ученици, за сите идни генерации. 45 години јубилеј Основно училиште Елпида Караманди. Место кое што, еве сега како што приоѓав кон училишната зграда, позитивни вибрации, позитивни морници, што се вика народно, се најажив кога влегов во самата зграда, подсетувајќи се на едни убави денови, на едно безгрижно детство, на моменти кога што ги стекнав моите најдобри другари, кумови тука, со кои до ден денес се дружиме. Меѓутоа, место каде што учителите и наставниците остави еден длабок трак кај мене. Оставија длабок трак на една силна едукација, на одговорност, на огромна почит и
и едукација која што понатаму премногу и самите сите најбитни вредности, значи едукацијата, почитта, ми помогна за понатамошниот развој за она што сум сега. Доктор специјалист гинеколог. Елпида Караманди не е само зграда, ова представува една институција место каде што се започнуваат со ништата и место каде што се градат темелите за иднината. Елпида Караманди е училиште кое што секогаш давала врвни ученици, посебно во мојата генерација. Прво оделение започна в 1994 година на генерација кај наставничката Даница Стојановска, учителка која што премногу ја сакав, ја почитувам. Подоцна како класен раководител петто оделение започна ми беше наставничката Милица. Поминавме многу убави моменти и нека Елпида Караманди продолжи да биде светилник за едукација и стварање на нови и многу успешни кадри понатаму за нашиот град и земјата. Благодарам, нека е среќен и честит јубилејот уште еднаш. Здраво, јас сум Никола Аврамовски, професор по германски јазик. Ученик поранешен на основното училиште Елпида Караманди, тука во Битола. Генерација 84-та чинам. Сакам да ја поздравам сите мои соученици и персонал кој што претходно предаваа тука во ова училиште. Имам премногу драги спомени со ова училиште и често пати ги споменувам и кога сме заедно со моите другари. Сум живеел во ова мало и имам толку многу да кажувам, но едноставно немам време. Сакам да кажам дека ова училиште е едно од подобрите во овој град и се уште е. Делам премногу драги спомени. И едноставно кога ќе се потсетам на тие времиња кога навистина имаше вредности каде што учениците навистина другаруваја и споделуваја многу работи помеѓу себе. Имаше почит и страхопочит кон наставничкиот кадар, имаше вредности како колегијалност, другарство. Често пати се собиравме тука, дел од дворот, игравме кошарка, фудбал. Игравме фудбал порано со мали топчиња или со каначки, конзерви за време на големиот одмор. Делевме храна, имаше училишна менза и многу работи кои што ми оставиле длабок впечаток и понекогаш се собираме и се уште споделуваме разни спомени за едно време, за едно другарство кога денес можеби се изгубени повеќе од овие работи кои што ги кажав и често пати знаев дека ќе бидам повикан, сум направил и една листа на наставници кои што ми предаваа во тоа време, повеќето се починати, не се помеѓу нас, но ќе испомнам нивните имиња и знам дека многумина ќе слушнат и ќе се потсетат на времињата. Круме по хемија, секојаш весел беше, расположен, ќе кажеше некоја шега. Петар Солаковски Солак ми беше класен по историја, а од прво до пето ми беше Цветанка Петровска. Загорка по физика, Марија Донева англиски јазик, тука се видовме. Едита Кузевска исто по англиски јазик. Марија по географија. Вангел Талевски Викан Чомбе по математика од село Брусник. Нико по музичко, Џајко по ликовно, Алабаковски Васко по македонски, Боро по биологија, Лилјана Галовска физичко, Илче Белџигеровски исто така по физичко. Оние кои што се живи и секојаш на драга волја ќе им пристапам и ќе се поздравам со нив.
ќе поразговарам, некни го видов Нико, пиеше кафе во едно кафуле во Новиот пазар, се поздравивме, учтиво му пристапив и го поздравив. Понекогаш, кога ќе сретнам, сакам и да имам повеќе време да си поприкажиме. Јас сум наставно лице и во просвета и секогаш ми е мило и чест кога ќе дојди некој ученик и ќе ме поздрави и ќе се потсети на некои времења кога апсорбирале знаења од нас и не само знаења, туку и научиле многу работи како пријателство, почит, дисциплина, честност и други вредности кои што можеби се изгубени во ова време, а би сакал секој од наш ученик да ги има и да ги вреднува и да ги пренесува понатаму на своите деца, или како родители да се потсетат на времето кога навистина наставничкиот кадар даваше се од себе, можеби и сега да, но порано беше поинакво време. Ви благодарам и се надевам за 50 годишнина повторно ќе бидам повикан.